Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со останатите содржини од вестите во регионот. Вечерашен гостин во вестите е Мери Јанчева. Мери, добре дојде во вестите на ВИС. Поводот за твоето гостување во вестите е петото јубилејно издание на Јојо фестивалот, каде што си дел од организаторите. Што оваа година ќе можат да видат дечињата, а секако и родителите, на јубилејното петто издание на Јојо фестивалот. Најпрвен ви благодарам на поканата. Останаа само уште неколку дена до петиот поред Јојо фестивал. Подготовките се при крај, се работи на некои завршни подготовки и работи. Оваа година имаме 15 дечиња, ќе настапат со 15 ново компонирани песни, претежно се од Струмица, Струмичкиот регион, и имаме гостин од Гевгелија, како и секоја година, и таа година ќе ни настапи гостин од Гевгелија. Интересот е се поголем и од дечињата, и од родителите, и од публиката. Сите се во исчекување на новите песни и новите Јојо звездички и се надеваме дека ќе биде се во најдобар ред. Така, Јојо прераснува полека во бренд, не само затоа што струмички деца и од регионот дечиња земаат учество на Јојо фестивалот, но затоа што веќе се читаат и се слушаат звучни имена на текстописци, композитори. Каква е шемата оваа година? Дали продолжувате со истите луѓе да соработувате или имате и новитети? Да, соработката со досегашните композитори, музичари, текстописци продолжува и на наше големо задоволство има интереси од нови композитори и музичари надвор од Струмица. Ја прошируваме соработката и се надеваме дека така ќе остане и во иднина. Така, уште колку време ни останува до финалната вечер, онаа вечер која што сите очекуваме, и каде се продават билетите? Имаме уште 4 дена до премиерното издание на Јојо фестивалот. Билетите се веќе во продажба по цена од 50 денари на билетарата во Центарот за култура Антон Панов. Секој може да отиде да се купи и да учествува на збеднувањето Јојо. Така, веќе сте поголеми, оваа година славите 5 години. Да. На почетокот спомна дека имаме детенце од Гевгелија. Претпоставувам дека Јојо фестивалот има амбиции да се проширува не само на регионално ниво, туку Јојо да биде бренд во Републиката и на истиот да настапуваат дечиња од секаде од земјава. Да, уште од самиот почеток Јојо се стреми кон проширување и соработка и со институции и фестивали од други градови, па и надвор од државата, така да остануваме на тоа и се надевам дека за година-две ќе успееме да носиме ние дечиња да гостуваат надвор од државата и да донесеме гости дечиња од други држави. Тоа ни е целта, работиме на тоа, целата таа организација, сите кои сме вклучени во организацијата на Јојо се стремиме кон тоа и се надевам дека ќе успееме. Така, јас ви посакувам успехи оваа година. Се надам дека се она кое што е замислено од вас како организатори ќе го реализирате и Јојо секако ќе стане претпознатлив бренд не само за Струмица, туку и за целата држава. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму.